Со последната пресконференција на специјалното јавно обвинителство, сериозно е загрозена демократијата во земјава, затоа што е нападната најголемата политичка партија во Македонија, со цел таа да се ослабне и оцрни, и на тој начин полесно да се изведе промената на името на земјава. Ова е ставот на аналитичарот Александар Даштевски на втората трибина во организација на Институтот Павел Шатев. Прво е загрозена парламентарната демократија, односно повеќе партискиот политички систем кој треба да биде основа за функционирањето на демократијата во светот, затоа што е нападната најголемата политичка партија во Република Македонија, исклучиво од политички причини, со политички средства, за да се изврши притисок, односно да се ослабне таа, за да може да се изведат некои операции во Република Македонија. Знаеме дека главната операција е промена на името. Масовно кршење на човековите права и слободи на личности од ВМРО ДПМН. Според професорката по уставно право Тања Каракамишева, токму ова е целта на сите пресконференции на ова обвинителство. Во наредниве неколку месеци ќе бидеме сведоци на уште по-турбулентни политички состојби во државата, кои што се наметнати од една единствена причина, а тоа е да се смени уставното име на државата, да се сруши или да се целосно дезавуира македонскиот идентитет, но и секако да се склучат неколку штетни договори или да се реализираат неколку штетни договори кои во изминативе 27 години Македонија успешно ги избегнуваше. Аналитичарот Никола Србов се согласува дека целта на СЈО е да се урне ВМРО. Целото сценарио всушност се спроведува за да се видоизмени системот и државата Република Македонија и едноставно треба пречката до таа цел да биде отстранета. Пречката до таа цел е токму ВМРО ДПМН и токму ова раководство. Посакуваат на чело на оваа партија да дојде некое ново раководство кој ќе биде со свитка на кичма. Според историчарот Стефан Влахов Мицов, уште кога се подпишувал договорот од Пржино, било јасно која ќе биде целта на специјалното обвинителство. Специјалното јавно обвинителство знаеме дека е дел од Пржинскиот договор. Истовремено Пржинскиот договор е дел од циркузанскиот политички процес, како кажа, по последниве 3 години. Од денеска, СЈО повеќе не може да покренува обвиненја за сите предмети водени досега, за кои не се отворија обвиненја. Должни се по закон да направат решение за прекин на постапката. Наместо 18, има можност за отворање обвиненја скоро 22 месеци, почнувајќи од 15 септември 2015 година, откако се избра специјалното јавно обвинителство, па се до вчера.